Го видовме тоа во видеото кое го објавивте и на граѓаните им рековте дека ќе направите нешто. Верувате дека може да се направи нешто? Да, може да се ублажи. Во моментов не може да се воспостави врска со бројот што го повикувате. Продолжува сагата околу личните документи со новото уставно име на државата, особено откако МВР најави дека возачките дозволи со Северна нема да важат ниту за домашна употреба. Министерот Тошковски најави дека проблемите ќе се решат, но се чини дека создаде уште поголем хаос во МВР. Полицијата ќе не казни после 13 февруари доколку возиме со возачка дозвола која има рок, но е со старото име на Не, заради тоа што и возачките дозволи во рамки на територијата на Република Македонија ќе важат. Но се чини создаде уште поголем хаос во МВР. Електронското закажување не е опција, а на телефоните за закажување на термин никој не се јавува. Во моментов не може да се воспостави врска со бројот што го повикувате. Ве молиме, бирајте подоцна. A connection to this number cannot. Пунктовите кои работеа без закажан термин повеќе не работат. Електронското закажување не е опција, а на телефоните никој не се јавува. Министерот Тошковски вели дека проблемот е решен и дека гужви во МВР нема, а и како би имало кога никој не може да закаже термин. Собранието денеска на предлог на пратеничката група на СДСМ со 110 гласови за, ниту еден против и ниту еден воздржан ги донесе измените на законот со кои што возачките дозволи ќе важат до крајот на годината. А председателот Пендаровски истакна дека граѓаните не смеат да плаќаат казни поради неважечките возачки дозволи. Проблемите и драмите кои што ги направи техничкиот министер Тошковски сега ќе се решаваат со законско решение. За ситни политички поени се направи хаос кај граѓаните и паника. И возачките дозволи во рамки на територијата на Република Македонија ќе важат. Поради непознавање на законот или со намера, министерот Тошковски наместо да го реши проблемот создаде уште поголем проблем. А граѓаните нека пробаат да си закажат термин, може и ќе им се посреќи.